Аз меѓу сите активисти сам еден од меѓу најстарите, знаеш. И јас сам тврдо убеден дека нема рудник тука да има. Ама зашто? Од проста гледна точка, како ќе погледнеме, јас имах контакти со луѓе од Скопје, од таму ваму на местото кога ја и од тука се гледа дека ќе биде позицијата на браната што ќе биде поставена. Това само може да биде налудничав инженер или некој да каже, може тука, а под браната што има? Тие села тука и цела Струмичка котлина. Това, а па да не говориме после за другите работи. Таа е толку маленка близина, погледни колко е. Това да е една фабрика на прехранбена индустрија ќе не загадуват од горивата. Ме разбирате? А не рудник. И сега они нели в последните времена кажуваат дека ќе има некои измени, нема да биде со цианиди, со тие хемиски нели работи там. Со што ќе биде? Можно ли е да се, да речеме, разложуват тие работи со сода бикарбона или со спрашак билјана? Не може, нели? Сега да тргнеме, да се врнеме. Сега и вие знаете, ако сте помлади, во Велес што се случуваше топилниста кога беше пред 15 години. Сега ланската година има направено проверка на земјиштето на не знам на колку километри баш. Се оште има токсично, значи. Нема чистене, нема изчистување на таа почва. А ако ние со тај рудник го загадиме Струмичкото поле, за 10, 15 20 години, јас сам убеден дека тај рудник нема да е без бенефити. Ке има сметка, ке имаме сите малку пари. Но тие пари нема да покријат ништо. За 20 години и всичкото злато да ни го дадат, нема да го замене после Струмичкото поле, после 1000 години дали ќе биде функционално. Мислам ме разбрахте зашто јас не сакам и сам тврдо убеден оти. Ке има луѓе кои кога ќе се донесе некоја последна одлука ќе речат дајте да видиме дали Струмичкото поле со над 130.000 жители или рудник некоја нешто тука. Така јас го замислувам. Нешто ако го треба. Сметате ли дека власта ќе ве слушне, бидејќи еве цела година се чека одговор од владата, дали ќе ви ја дадат концесијата еве за Еве сега. По мене јас мислам дека тие турбуленции се сега што га сметат работа, што га расипуваат. Имаме промени на власти, немаме как треба политика добра. Това е најпрвото. Нема добра политика тука. И немат многу време да обрнат внимание на тие работи. А тие се едни од најбитните. Битно е името, битно е и се што работат политички. Но јас чинам, побитно нема од екологија, здрав воздух, здрав народ, здрава вода. Они сега не обрнат внимание. Они сега името не знам. И името, ама пред името има и нешто друго. Мене не ми треба, не ми е важно името, дали ќе биде Македонија или ќе биде Фата или ќе биде било што. Ако на мене ми умрат 10 од руднико. Или јас се разболям, умрам. Дали ме разбирате? Најбитно руднико да не бидне. Сега јас од властите не сум многу доволен зашо многу бавно и споро не ни обраќаат внимание. Но се надевам покрај се, имахме ние скоро средба со Заев, лично со Заев. Значи, јас знам, не беше он тука и не е он тај што ќе каже ке има рудник или ке нема рудник. Не е он тај, јас знам. Но јас се надевам, па и за сите такво, нели, и од тука е, струмичанец е, тука му е на него се. Јас мислам дека и он ќе застане од наша страна, а и да не е тука, да е било кој друг, треба да обрнат внимание. Треба да се обрне внимание. Општо за југоистоку, сега јас да не влегувам, не сум јас некој струшнак, што се тука крое на југоисточна Македонија. Јас го гледам това, но јас говорам стрикно тука за Струмица, Валандово, тука тие положби. Тука не е за рудник. Тие не се места за рудник. Тука има живот сега да не одиме има направени изводи, нели. Колку това Струмичко подрачје тука со се какви ресурси има, а што тај рудник ќе направи? И всичкото злато да го дадат, нема това да го плати. А не они сега нешто 2 на 100, па нешто ќе се зголемило. Значи, мислам ме разбирате и сам јас така и како
слушам народу, така јас сам тука меѓу тај народ. Народу не сака рудник. Они сега имат едни, од првите времена беше некој мир, беше некој, ама така се дојде, сега знаеш, сите работи, сите борби, најнапред психолошкото знаење се употребува. Ево ти, нема тутун, ке има жолто злато, пари, ке се седе, ке се јаде. И ние, очи. Си викахме, злато, тука пари, това ке се... Тамам после така, ние разбрахме што се спрема тука, на кој начин ќе биде тај рудник. И сега веќе и најобичните, најпростите луѓе сваќат, разбират оти. Ако рудникот се отворе, за тие две села и Шушица, ама за тие две села нема шанса тука. Мора секој да си збира багажи и да го нема тука. Оти покрај се да ви кажам и това. Патот што ќе биде главниот пат за доаѓање и одење од рудникот. Иде ја така малку мрднејте. Ја тај чукар зад него ќе е рудникот тука. Од таа страна ќе иде пато и тука право на последните куќи, така на подножите тука. Тука иде пато и право на 100 метра покрај куќите. На 100 метра покрај куќите и таму кај базата на Трендо што е за песок, сепарацијата, свртувана кај Шушичко стопанство. И сега замислејте покрај брана, лужене, обработка на кравичо, се тирот. И тај главниот пат ќе биде тука. А по тај пат, знаеме што ќе одат, нели? Ќе одат возила, ќе донесуват се што треба за рудникот. Тука ќе бидат експлозиви, средства за обработка на тај рудник, киселини, јас не им ги знам ни имијата. Това се со тие работи ќе се носи. Доволно ќе ни се издувните гасове тука на нашето населено место. Гасовото од тие возила, нагоре надоле. А што ќе носат опасности, товарна цистерна, да речемо 30 тона, носен сулфурни киселини или било што. Да тргнемо што од Ново село. Преко Ново село ќе мине главниот пат. На тај клино таму Ново село, дека кај пазаришто дека беше. Замислејте кои возила ќе минат преко Ново село. Сушица, Сикерник и Штука на 100 метра покрај Штука. Бог да чува било што. Јас сам малку постар, имам сознание, исплодираа цистерни со горива покрај плажи, покрај... Си оде било што исплодира и толку луѓе умрели. Ако таа цистерна тука пукне, протече, на 100 метра до Штука, што ќе се случи? Тотален геноцид, право уништување на тај народ. Значи, замислејте какви тешки, какви неприфатливи работи има. Значи, јас сам често еден лаик, за мене това неможно да би бил присутен дека това ќе се решава. По никоја цена мене не му бедува човек да тука рудник има.